Словото Господово дојде до Јоила, синот Фатуилов. Чујте го ова, старци, послушајте сите жители на земјата. Дали некогаш било нешто вакво во вашите денови или во деновите на вашите татковци? Речете им го ова на вашите синови на своите синови, а нивните синови на идното колено. Што остави гасеницата, го изеде скакулецот. Што остави скакулецот, го изеде црвецот. Што остави црвецот, го дојаде бубачката. Разбудете се пијаници и плачете. Сите винопијачи, тажете поново вино. Зашто ви е земено од устата? Зашто мојата земја ја прекри силен и безброен народ? Забите му се како лавски заби, катниците како во лавица. Ми ја запусти виновата лоза и ги искрши моите смокви. Ги олупи и ги расфрла, гранките им побелеа. Плачете како девици облечени во врекиште по својот вереник. Ги снема лебните приноси и на левницата од Господовиот дом. Тажат свештениците Господовите слуги. Полето е запустено, земјата е ограбена, житото е ограбено, виното пропадна, маслото пресуши. Засрамете се, земјоделци, плачете лозари за пшеницата и за јачменот, зашто пропадна полската жетва. Лозата се исуши, смоквата овена, калинката, палмата и јаболкниците, секое полско дрво се исуши, затоа радоста ја снема меѓу човечките синови. Свештеници, препашете врекиште и плачете, службеници на жртвеникот, тажете, дојдете, преноќевајте во врекиште, служители на мојот Бог, зашто од домот на нашиот Бог ги снема лебниот принос и на левницата. Одредете осветен пост, прогласете свечен собир, старешини, соберете ги сите жители на земјата во куќата на Господа вашиот Бог. Извикајте кон Господа, каков ден, зашто Господовиот ден е близу и доаѓа како гибел од Севишниот. Не исчезна ли храната пред нашите очи? Нели ги снема веселбата и радоста од домот на нашиот Бог? Зрната се изгниени под грудките, пусти се житниците, срушени се спремите, зашто снема жито, како воздивнува добитокот, здивени стада говеда. Скитаат зашто им нема пасиште, па и стада овци ја поднесуваат касната. Кон Тебе, Господи, викам, зашто огнот ги спали пустинските пасишта, пламенот ги изгоре сите полски дрва, па и полските дрва копнеат по Тебе, зашто потоците пресушија, огнот ги спали пустинските пасишта. Трубете во труба на Сион, дајте тревога на светата ми гора, нека трепера сите жители на земјата, зашто доаѓа Господовиот ден, да, тој е близу. Ден полн со мрак и темнина, облачен и темен, како зора по горите, се шири јак и многоброен народ, каков немаше никогаш порано, ниту ќе го има некогаш до најдалечните времиња. Пред нив огнот изедува, по нив пламенот голта, земјата е како рајска градина пред него, а по него тажна пустина. Ништо не му бега, личат на коњи, трчаат како коњаници, бучат како бојна кола, скокаат по горските врвови, потпукнуваат како огнен пламен кога ја изедува нивата со тврдо зрно, како силна војска во боен ред. Пред нив треперат народите и секое лице пребледнува, скокаат како јунаци, си скачуваат над зидовите како војници, секој оди право напред, не отстапува од својот пат. Не се стискаат еден друг, туку секој оди по својата патека. Паѓаат од стрели, не прекинувајќи ги редовите, се спуштаат врз градот, скокаат над зидовите, се скачуваат на куќите и влегуваат низ окната како крадец. Пред нив се тресе земјата, небото трепери, сонцето, месечината потемнуваат, над звездите им гасне блесокот и Господ ќе испрати свој глас пред своето воинство, зашто сосем многубројна е неговата војска, силен извршител на неговата заповед, да, величествен е Господовиот ден и многу страшен, кој ќе го истрпи. Но и сега Господово е словото, вратете се кон мене со сето свое срце во пост, плач и ридање, раскинете ги срцата, а не своите облеки. Обратете му се на Бога вашиот Бог, зашто тој е добар и многу милостив. Тој ќе се сожали на бедата. Кој знае, не ќе ли се нажали пак, не ќе ли остави благослов зад себе, лебниот принос и налевници за Господа, вашиот Бог. Свирете во рок на Сион, наредете свет пост, огласете свечен собир. Соберете го народот, осветете го соборот, соберете ги старците, приберете ги децата, па и дојучињата од градите. Младоженецот нека излезе од свадбената соба, а невестата од ложницата. Меѓу тремот и жртвеникот нека плачат свештениците, Господовите слуги, нека молат, смили му се, Господи, на својот народ. Не му го предавај своето наследство на срамот, на подсвев на народите. Зошто да се рече меѓу народите, каде им е нивниот Бог? Тогаш Господ ќе ревнува за својата земја и ќе го помилува својот народ.
Господ ќе му одговори на својот народ: еве ви спраќам жито, вино и масло, за да се наситите со нив. Никогаш веќе не ќе дозволам да им бидете срам на народите. Ке го протерам дојдениот од север далеку од вас, ке го протерам во сува и пуста земја со неговата претходница до источното море, со неговата саднина до западното море. Ке се крене неговиот непријатен мирис, ке се дига неговата смрдеа, зашто направил многу. О, земјо, не бој се, биди весела, радувај се, зашто Господ направи големи дела, полски зверови, не бојте се, пасиштата во пустината се зеленеат пак, овошките даваат род, смоквата и лозата носат изобилство. Сионски синови, радувајте се, веселете се во Господа вашиот Бог, зашто ви дава есенски дожд во права мера. Излеа дожд врз вас, есенски и пролетен дожд како некогаш. Гумната ќе бидат полни со жито, каците ќе се пролеваат од вино и масло. Ќе ви ги недоместам годините што ги изедоа сокулците, гасеницата, црвецот и бубачката. Мојата силна војска ќе испрати против вас. Ке јадете изобилно, ке јадете до ситка, ке го славите името на Господа вашиот Бог, кој постапуваше чудесно со вас. Мојот народ не ке се засрами никогаш веќе. Ке знаете дека сум сред Израел, дека јас сум Господ ваш Бог и никој друг. Мојот народ нема да се засрами. По ова ќе го излеам мојот дух на секое тело и вашите синови и керки ќе пророкуваат, вашите старци ќе сонуваат соништа, а вашите момчиња ќе гледаат виденија. Па и на слугите и на слугинките ќе го излеам мојот дух во оние денови, ќе покажам знаци на небото и на земјата, крв и оган и столбови дим. Сонцето ќе се претвори во темнина, а месечината во крв, пред да настапи Господовиот ден, голем и страшен. Сите што го повикуваат Господовото име ќе бидат спасени, зашто спасението ќе биде на гората Сион и во Ерусалим, како што рече Господ, а меѓу преживеаните оние кои Господ ќе ги повика. Зашто ете, во оние денови и во она време кога ќе им го вратам пленството на Јудеја и на Ерусалим, ќе ги соберам сите народи и ќе ги поведам во долината Јосафат. Таму ќе им судам заради Израел, мојот народ и моето наследство, кое го растераа меѓу народите и ја разделија меѓу себе мојата земја. Фрлија жребка за мојот народ, даваа дечиња за блудници, продаваа девојки за вино и пиеја. И вие, Тире и Сидоне, што сакате од мене? И вие, филистејски цареви, сакате ли да ми се одмаздите? Ако ми се одмаздувате мене, одмазата ќе падне бргу на вашите глави. На вас што ми го одзедовте среброто и златото, што ги однесовте моите богати ризници во вашите храмови, на вас кои им ги продававте на грсите синовите на Јуда и на Ерусалим за да ги истерате од нивната родина. Ете, јас ќе ги подигнам од местото каде и да ги продадовте и ќе направам вашето злосторство да падне на главите ваши. Ќе им ги продадам вашите синови и ќерки на јудините синови, а тие ќе им ги продадат на савејците, далечен народ, зашто Господ рече: разгласете го ова меѓу народите, пригответе се за војна, подигајте јунаци, напред нападнете сите војници, прековете ги ралата во мечеви, срповите во копја, слабиот нека рече јунак сум, побрзајте и дојдете сите околни народи и соберете се онаму. Господи, испрати ги онаму твоите јунаци. Станете народи, дојдете во долината Јосафат, зашто таму ќе седнам да им судам на сите околни народи. Фаќајте се за српот, жетвата е зрела, станете, слезете, бочвата е полна, каците се прелеваат, зашто е голема нивната нечесност. Мноштво во долината на пресудата, зашто е близу Господовиот ден во долината на судот. Сонцето и месечината ќе потемнат, звездите ќе изгубат својата светлина, Господ ќе загрми од Сион, ќе дига глас од Ерусалим, небото и земјата ќе се тресат. Ама Господ ќе биде заштита на својот народ и заштита на синовите на Израел. Тогаш ќе знаете дека јас сум Господ ваш Бог, кој престолува на Сион, на мојата света гора. Ерусалим ќе ти биде светилиште, тугинец веќе не ќе мине низ него. Кога ќе дојде тој ден, горите ќе капат сладко вино, од бреговите ќе тече млеко, водата ќе затече низ сите речни корита во Јудеја. Извор ќе бликне од Господовата куќа за да ја напои Ситимската долина. Египет ќе запусте, Едом ќе стане безживотна пустина заради насилствата извршени врз јудините синови, зашто пролеа ја невина крв во нивната земја. Јудеја ќе биде населена довека и Ерусалим во сите колена. Ќе ја одмаздам нивната крв за која уште не се одмаздив и Господ ќе пребива на Сион.